Се одморив. Се одморив и се пречистив. Се пречистив од цела таа негативна енергија која што се акумулираше во последните години. Таа негативна енергија претворена во омраза, завист, злоба, некомуникација меѓу луѓето, ароганција, игнорирање, нарцизам, егоизам, национализам, владеа толку во светот и таа негативна енергија толку се ширеше што мислам дека насекаде ја осеќав. Дали тоа ќе беше на отварање на изложба, комуникација со познаници, со колеги, во продавница, во метро, навистина неиздржливо. Осеќав дека ќе експлодира светот. Дека ќе се случи нешто многу поопасно и многу поголемо од катастрофален земјотрес, од ерупција на голем вулкан или пак од торнада. Нешто премногу опасно. Така да на оваа нова ситуација и која однесе многу жртви, мислам дека за мене беше нешто очекувано. Некаде мораше таа негативна енергија да експлодира. Последните 25 години јас имав прв пат толку време да се посветам на себе си. Да размислувам, да анализирам, да пречистам некои работи, да селектирам многу информации, така што навистина ово време ми требаше. Не ми беше тешко да си го организирам денот. Имав многу работи да завршам кои што беа потурнати или поместени за некогаш кога ќе имам време. И тоа време дојде. И мислам дека добро го искористив тоа време. Имав доволно време да ги исчистам сите екстерни фесплати, да средам многу документации, да средам 2 видеопроекти, без притисок, релаксирано, опуштено. Ми требаше ово време. Не можам да се пожалам дека коронизолацијата ми беше досадна. Да, фалат изложби, фалат контакт со луѓе, се разбира, меѓутоа сепак треба да ја прифатиме новата ситуација таква каква што е и од неја да извлечеме што е можно најдобро. Ако имаме толку време, значи треба да се посветиме на домот, на нас. Се разбира, ги исчистив, ги средив сите фиоки, сите шифонери, подрум. И тоа беше добро искористено време. Корона ситуацијата бара од нас да држиме дистанца еден од друг, 1,5 до 2 метра, што мислам дека е во ред. Меѓутоа, сепак мислам дека дистанцата помеѓу луѓето, менталната дистанца е многу поголема од 1,5-2 метра. И тоа е многу лошо. За короната, за вирусот, ќе се најде лек, ќе се најде вакцина. Меѓутоа, за менталната дистанца помеѓу луѓето, која што е многу голема и секојдневно расте, мислам дека нема да се најде лек, нити пак вакцина. На тоа ќе треба сами да поработиме. Не чека едно ново поглавје во животот. Посткорона изолација. Што значи дека ќе треба да одговараме на новите предизвици со многу нова енергија и сила. Тоа значи дека ќе треба и понатаму да се откажуваме од многу наши навики, наши желби, кои што сме ги имале порано во секојдневието. И за тоа ќе ни треба навистина многу енергија. Драги пријатели, ви посакувам да останете живи, здрави, психички, физички, ментално, со многу енергија и останете креативни. Show must go on.